Законот подеднакво за сите мора да важи, дециден денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, коментирајќи повеќе случаи во кои полицајци се огрешиле пред законот, особено осврнувајќи се на последните два. За секој еден во оваа држава правилото дека законот треба да важи еднакво за сите мора да важи. И ако сакаме да имаме нормална држава, мораме да ги почитуваме правилата на игра кои што ние сме се договориле дека ќе ги почитуваме, така? Законот е договор на пратеници во собрание кои што изгласале со мнозинство одредени правила на игра. Ако сме се договориле да ги почитуваме, мора да ги почитуваме. Ако сакаме да имаме нормална држава. Ако не сакаме, тогаш дронови може да лета кој кај сака. Ако не сакаме, тогаш секој може да прави што сака. Кој сака може да мине на каде сака, да не мине на пешачки, а треба да мине на пешачки, да паркира кај сака, а не треба да паркира кај сака и така натаму и така натаму. Селективност во спроведување на законот ке нема за никој, дополни министерот упатувајќи ја следната порака. Сакам да им порачам на сите оние недобронамерници и предавници на родот свој, имајќи предвид на криминалците во Министерството за внатрешни работи, дека неселективно и безкомпромисно ќе се бориме против истите. Македонските граѓани заслужуваат полиција која што ќе ги штити, а не која што ќе ги рекетира. Решеноста за доследното почитување на законските прописи Тошковски ја објаснува со начинот на делувањето на полицијата. Министерството за внатрешни работи постапува по сите наредби кои што се дадени од страна на јавното обвинителство да истражуваме, за разлика од предходно, кога ниедно лице не беше приведено, а при тоа се загубија повеќе од 70 човечки животи, за вкупно за сите оние пожари и сообраќајни незгоди од поголеми размери, кога во минатото ни кривична пријава не била поднесена од страна на Министерството за внатрешни работи, за разлика од тогаш, сега покажуваме неселективна и ефикасна борба. Случајот со уапсениот член на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски, кој е осомничен за кривичното дело оддавање службена тајна, како и за осомничените десетина полицајци митаџии, се само примери дека борбата со криминалот и корупцијата ќе биде бескомпромисна, подвлече Тошковски.